Почитувани мои, добро вечер. Еве, продолжуваме и денеска со емисијата, со нов мој гостин. Тој е еден од, ајде да кажем така, оние кои оставија впечаток на кочанскиот фудбал, исто како и претходниот дискутант и мојот гост што беше сега, тоа е Лазо Балдазаров, голман кој можам да кажем дека е единствен од оние што беа активни, што уште е активен во фудбалот. Зошто? Ќе слушнеме низ разговорот што ќе водам во емисијата, но најпрво би го поздравил мојот гостин, би му посакал пријатно се чувствува во студиото и да се обидеме да низ малку еде така лав муабет начнеме неколку теми што мене ме засегаат како ова што ја најавив. Прво, добро вечер до вашата ценета и поштована телевизија Канал 8, до сите гледачи на телевизија Канал 8 и пошироко. Ласка, ние се знаеме од поодамна, негде потекнуваме и од исто училиште од Раде Кратовче со мала разлика у годините. Јас се сеќавам уште кога ти почнуваше да бранеше ракомет за патронатите. Потоа беше и на малиот фудбал со нашиот прославен тогаш наставник Љупчо Чекрски. Методи исто Пајак. Да, ајде Пајакот ќе го кажем. Така? На Прекар Ефтимов, Методи Ефтимов Пајакот. Меѓутоа мене што ме интересира, од каде кај тебе се роди таа токму љубов, ајде голман да бидам, бидејќи јас кога бев мал, бабите така коментира, вика, види го нашето, вика, дете, сите трчат рита топката, тоа се фрла во ноќ. Тоа беше коментарот. Пак, вака, желба од секојаш е постојала и постоеше. Почнав како голман на ракомер и фудбал. У исто време и мал фудбал бранев. Тоа на патронатите. На патронатите. Тоа беше таква случајност ко Осогово играше у Берово со Малеш, а ние бевме на патронат у Берово и игравме финале Раде Кратовче и Дедојло Малешевски. Да. Игравме финале и ги победивме 2-0. Бранев одлично, имаше луѓе што ме гледаа и после завршувањето на турнирот на патронатот имав понуда да дојдам у Осогово. Јас у првиот момент не отидов во Осогово, него формира се ФЦК, целулоза и хартија, да. И првите кораци таму ги поштав. Мора да се сложи дека фабрика целулоза и хартија фактички беше станала со тек на времето како претходно фудбалскиот клуб Напредок, што денес е Бетон, беше еден извор на фудбалери кои го хранеа Осогово, бидејќи секако година се случуваше и од Напредок да преидат во Осогово, и тогаш од фабрика целулоза и хартија, а покатно и од Торпедо. Меѓутоа, конкретно, мислам дека тоа бевте една изворена генерација фабрика целулоза и хартија, мислам дека ве водеше Славе Симеонов тогаш. Прво беше Тоде Чебуко. Добро. Со Ицето, начело, Ристо Ицето. Они беа и Тривко Чичањето беа основачи на клубо и првите чекори, мои голмански чекори, почнав со Тоде Чебуко. Добро. И од тамо бев некаде околу 2 години у 2-3 сезони. 2-3 сезони. И драшката беше исто тоа. Ќе ти кажам една ситуација многу интересна, што беше интересно и за тогашно Осогово. Играме последна утакмица со Тиверија у Струмица. Ако тепаме Тиверија, играме нерешено, Осогово ќе биде првак. Ако изгубиме, Тиверија е првак. Само победа и одговараше. Отидовме 12 души, ја бев 12 и голман и играч. У екипата имаше изворедни играчи. Драшко, Коцекар Компарата, Малуко Ване, Славе, Ристо од Подлог, Ставре исто од Бојанци. Една изворедна екипа, страшна екипа беше.
бранеше покојниот Лазо Гросичо. Да. Прво полувреме заврши 2:0 за Тиверија, а Тиверија беше после настана цела Беласица. Од Тиверија отидоа сите Беласица, Джидалов, Ачиков, Коци Костадинов, Голмано, една Џорлев играше исто. Второ полувреме на ми Тоде Чибуко, тренер што ми вика на Лазо Гросчо му рече да се соблече, ја да бранам. Прва и единствена утакмица ми е била таа и за 5 минути дадевме 2 гола. И резултатот остана 2:2. Јас имав една изворедна утакмица одбранено и со тај резултат направиме Осово да биде правак. Имавте и со Осово имавте неколку, ајде така да кажам, дерби надпревари. Јас колку што мислам меморијата ме не служи, мислам дека се уште добро ме служат некои работи, бидејќи од 60-та година јас ги посетував тие надпревари таму. Знам кога се играше еден дерби надпревар, сега мислам дали беше 65-та или 66-та година тука некаде. Јас со Осово отидовме после 67-68 година. Јас зборам Уцилозата кој бранеш. Ти кој бранеш Уцилозата, изгубивте од Осово 3:1, секам со баво, Паци го даде третиот гол, има и Осово имаше многу добра генерација. Како беше чувството, ево, од исти град, два клуба, а знаеме дека старата трибина, кај што сега ова на западна трибина, имаше неле стара трибина, но оние што се стари кочанчани го знаат тоа. Од другата страна немаше трибина, него под оревите што беа засадени имаше стално по 1500 гледачи. Позади гол, значи надпреварите се играа пред 2 до 3000 гледачи, што мора да кажеме дека за денешни услови е една фантастична бројка за прволигашките надпревари, а тоа беше надпревар од регионот Осогово. Како беше чувството пред своји сограѓани, едни против други, а се бевте пријатели, да играте и да измамете толку народ? Па гледај, тие дерби утакмици се животни утакмици. Тамо или ќе бидеш, или нема да бидеш. А чувството е само да си на терено, може да го осетиш како чувствува. Што може и што се може да добиеш од тие утакмици. Нешто незамисливо. Дерби да играш утакмица Целулоза и Осогово е нешто било најдоброто. И публиката задоволна. И беше поделена. И вработените од Целулоза си на Јозеф. И граѓаните од Кочани имаше и за Целулозата што беа, а и за Осогово. Тие се дерби утакмици, нешто може само да учествуваш на дерби и да осетиш нешто најдоброто, најубавото нешто што може да биде. По тебе, пред да заминеш у Беласица, у Брегалница пред да заминеш, се извинувам. Која ти беше најдобра утакмица во Осогово? Па гледај се, јас сега ќе ти кажам, најдобри утакмици се ми били тогаш се играше куп на вечер. Да. Игравме со Беласица у Струмица, победивме ги. После тоа игравме дома, па победивме, отидовме у Штип со Брегалница и таму ги победивме. 1:0 Брегалница победивме таму 1:0. После дојде Ивчо покојни. Беласица ни дојде туку у Кочани и бевме у групата први. Мислам тие првите тоа се почетни утакмици, мислам имам бранено и други утакмици, ама тие ми се нешто најмилите и најдобрите утакмици у животот. Имаме и икс други утакмици. И беше едно време беше како, ајде така да кажем, голман мајстор за одбранување на удари од белата точка. Па сега гледај. Имаше еден настав во вечер, треба да бидеш смирен, да го читаш играчо и да го пратиш. Што читаш му ги мислите на играчо и го пратиш дека ќе шутира како и сега тргнеш со одредена цел и тргнеш и тука има и резултат. На пеналу голманот никој пат не е виновен ако прима гол, меѓутоа е херој ако го брани. И пред да го завршим ова представување на некој начин за твојата ајде кариера, која сепак е долга, има многу да се зборува пред да поминеме на другите теми. Имаше еден краток период во Брегалница Штипска, потоа враќање во Осогово. Во Осогово. Тој период да го опишеме малку, ако сакаш. Па, вака, јас со моите добри одбрани, луѓето од Брегалница
тоа са го пратили, не само Брегалница, и Победа учествуваше, И ОФК Белград. и ОФК Белград, и ред други екипи имаше, што на некој начин ја не сум довеѓал до сознание која екипа ме бара, која не ме бара. Тогаш се идеше се преку управа. Оние одлучува и решава судбината на некој играч кој дека иде, и тоа беше моје заминување у Брегалница, фактички испадна крадење, да се изразам. Они беа на припреми тука у Кочани. Јас бев на одмор, си доваѓам од одмор, разбрали ме, викат мене кај и Мите Иванов од Брегалница, од Играше десно крило играше. Повикаване на разговор, бевме, тоа испаѓаше како трети километар долу Кочанско поле, имаше едно објектче, дојдовме на разговор, разговараваме и вечето заминавме за Штип. И таму колку сезони? Па и таму бев една полусезона, што не ми дадоа, имав шанси, него недоразбирањето со управата и со тренерот не сакав да останам. И сакав да се вратам во Кочани, да му помогнам на Осово, и Осово таа година беше за испаѓање. И имаше 7 бода, 11 уствари. И јас не сакав да останам, се врати во Кочани, управата направи напор да ми ги земат документите и да дојдеме, јас и Мите се врна исто. Тогај покојниот Јанкуловски дојде за силување. Тоа година која се играше големиот надпревар против 11 против Куманово. Да, тоа е 70-та година. Да, 70-та година и Стаменковиќ играше у нашите да, редови. Направивме едни добри резултати и Осово остана. Па директните конкуренти, мислам, за влегување во втората лига, Куманово и Пелистер ги победивме во рок на 4 дена, бидејќи знам едниот надпревар се играше во недела со Куманово, а со овие се играше во среда или во четврток, беше по повод некој празник, мислам дали беше за 1 мај, некој празник беше, колку се сеќавам, и знам дека учествува во двата, а тогаш имаше на екипите се нудеа некои работи како помош, пуштите на нас да даеме на вас, и така имаше некои работи. Меѓутоа Осово многу коректно двете екипи ги совлада, и Куманово 2-1 и Пелистер 1-0, и они си на крај обореа кој да биде прв. Стана Куманово, го зедоа Донев, Тодор Донев, меѓутоа тоа е за други времења. На почетокот на емисијата, кога те најавив дека си еден од активните голмани се уште, голман што е активен во спортот, односно работиш со млади голмани. Да. Осово од секој пат има традиција на добри голмани. Па да почнеме од времето, ајде, на Митко Максимов, што е Маклимо. Тоа се постари генерации, само имам слушано за Митко Маклимо, за Чекарски, за Тоде Чебуко, да, па после Виктор Чекарски, па оде Дражо, па овие веќе наснова Беличев и после, Гросичо. Пред них са били Гоко е бил Гоко, па Гросичо, тука се набројува нешто и Миле Берберино, дека Миле беше, да, Стојанов, Миле Берберино, па беа Беличев Симеон, а Базо и после беше Данило беше Методи, Симата што е Драганчо Поповски, и една плејада на голмани што мислам кога некој ќе разговара со у некои разговори, така ако прави ретроспектива за фудбалот у Кочани и да разговара на некои теми, мислам дека голманите ќе бидат неодминлива работа, бидејќи Осово на вистини мало е добри голмани. Имаш. Што значи дека со голманите некако се е стручно работел. Сега каква е состојбата? Токму те доведов на она што ми беше целта во емисијата, малку да дискутираме повеќе. Каква е состојбата со голманите во Кочани? Ајде во Осогово. Бидејќи што да кажам, јас не сум задоволен моментално. Добро. Нема никаква работа, не се работи со голмани. За да еден клуб има добри голмани, мора да имат и тренер со кој треба да се работи. У Осово мислам дека за догледно време нема да има тренер што може да работи со голмани, посебно со голмани. Голман е на секој место.
Ако имаш добар голман, ќе имаш, то ти е пола екипа. Ако има со кој да работи, може да има. Перспектива има. Има млади дечки, појавуваат се. Нема услови за работа. Како ја оценуваш оваа сезона, мислам и минатите сезони, еве на голманите беше период во трета лига, вие бевте тај еден период у клубу. Ево, да кажам на Игорчо и на Перо, на 20 голмани, што последните 3 години се менуват да ти кажам, не сум многу задоволен, прво од бидејќи мислам дека си стручен, може да кажеш нешто за тоа. Од друг аспект, он има и 20 квалитети. Веќе јас со Игорчо повеќе години работам. Има у него и квалитети се. Него спречуваше го работата. Не беше редовен на тренинг. Се што бранеше на искуство. Што биде како Перо исто спречуваше го работа, ама момчето е упорно и доаѓаше и работеше и можеше од него да стане многу голем голман. Мислам, он ги има сите предиспозиции според својата големина. Сега Европа тражи такви голмани, високи компоненти, за да може да у секоја екипа да може да упадне без проблеми. Да може и на истрчување да иде, бидејќи си игра на високо. Со нередовна работа тешко. И према тие услови што ги имаме, горе доле сум задоволен со успехот што го направиме, особено да биде за втора лига да улегне. Сега актуелен за влегувањето во Осогово беше доста на внукот на Истатов Благоја, тој е Стефан Истатов, инаку голман на Турново, праволигаш од Турново. Требаше да дојде во Кочани, во Осогово, како позајмен играч или на двојна регистрација да настапува, да има право за настап на Осогово. Зборам, требаше, значи минато свршено време. Меѓутоа, како што слушам деновиве од солуѓето и со секретарот Томче, што е на Семенков. Не. А не ли Семенков? Не. Томче Томевски што е на секретарот на Тиверија, на Турново разговаравме. И малку беше скептичен од тоа дека Истатов, внук, Стефан Истатов, дека ќе дојде во Осогово. Ја проверив информацијата, токму денес ја проверив информацијата, разговарав со надлежните од клубот, од Осогово, и ми потврдија дека Тиверија останала само со еден голман. И тој Стефан ќе биде како втор голман, бидејќи третиот имал некоја повреда, имале 3 голмани на располагање и не се во можност да рискират да можат да потпишат некој таков договор за да го преотстапат. Меѓутоа, работата со зошто го сето зборувам? Работата со Дуле Ѓорѓиев, што е во Брегалница, имам информација дека со него се завршени сите документи и дека сега нема да биде регистриран од 1 февруари за Брегалница, него тоа автоматски ќе за да може да има право за Осогово. Мислам, Дуле е голем работник, беше на проба и во Динамо Загреб еден период. Тоа мислам пред 2 години вие работите со него. Имате работено? Немав работено сега овај припрemниот период. Сега да гледаме работите. Доаѓаше момчето, има желба да работи. За него сакам нешто поединачно да ми кажеш нешто за Мишел Ѓорѓиев, со него доста длго работеше време. Мислам долго време работеше со Мишел Ѓорѓиев и он еден период додека работевте беше се преселило момчето у работнички, што значи не е мала работа да потпишеш за работнички, значи има некои квалитети. Меѓутоа, знаете, во Кочини се случуваат некои работи што се случуваат, на тоа не сакам да навлегувам. Не доби шанса или онаа што ја доби на пријателските такмици не ја искористи. Меѓутоа, секој има трема од голманите, да учувам твоето мислење за голманите што надоаѓаат. Гледај сега, прво да почнеме од Истатов. Јас слушав од други луѓе, прво да разјасниме некоја работа. Јас не сум у клубов веќе, не работам. Долго време, веќе една и пол сезона. Една сезона има. Не, пред да влезат у втора лига, таа сезона не ја работи и сега не сум у клубо. Има причини што не треба да бидам ја у клубо. Гледам дека некои работи не ми се свиѓат, што се работат. Мислиш дека има некоја одбојност на луѓето према тебе? Не према мене. Мислам дека немаме заеднички јазик меѓу шефо и мене. Мислиш меѓу Крсте? Меѓу Крсте и меѓу мене. Кој веќе он тамо стави, он е шеф. Да, шеф на стручишта.
чим немаше разбирање, нема соработка, нема и напредок и нема успех да има. И затоа ја се повлечев. Јас му понудив, Мишел го ние доведуваме од Скопје, Да, од работнички дојде. Од работнички, момчето напушти, желба голема тука, треба да ги оставиме некои работи приватни, управа, со играчи, тоа треба они таму да си го решават. Ние не му дозволиме и не му дадеме шанса на Мишел да бране. Ја верувам у него, има квалитети, потенцијал добар е. Сега има 2-3 понуди надвор, дека треба да иде и мислам ќе ги искористи. Било дека Мислам не е битно сега дека што е како Не е битно тоа. сега дека за Истатов. Јас слушав дека тоа момче треба да дојде и си размислувам, викам дека ќе дојде. У кој клуб ќе дојде? Тука треба да загине. И тоа што го има ќе го однема. Нема со кој да работи. Прво нема со кој да работи, нема услови, нема со кој да работи. И сега од нешто што е почнал, треба тука да стагнира. Добро, Балда, реално ќе те прекинам. Кажи. Мислиш дека за тебе има место у овај клуб за да се работи реално, најзбореме реално, најотворено? Да работам? Да. Па ако нема место за мене, не знам за кој треба да има место. Него што е тоа меѓу нив, кои се, што се, како се, и затоа не сакам да се, јас со Крсте се немам замерено. Јас се откажав. Приватно се немате меѓу немаме ништо. на работиш. У спортот што јас предложив му да предпоследна утакмица припремен период одат у Делчево да играат, ја му викам остави го пајчето. Води ги Перо и Мишел, нека бранат по едно полувреме, треба и на тие деца да и се даде шанса па да видиме додека. Некои зборови ми кажа што не треба да ги каже. Мислам не да ме навреде. Добро, тоа си мислам ваши на голманите и викам значи он чим мене не ме слуша, нема потреба зашто мислиш дека и у сека екипа на пример треба да има, ајде да разјаснеме некои работи, јас знам зошто треба, меѓутоа ти вака за гледачите, дека треба да има голман, тренер на голманите. Треба да има и мора да има. Голман не се станува од улица да го земеш и да го ставиш голман да види. Со тие дечки треба да се работи. А тај што треба да работи, треба да има и знање. Да знае како треба да се работи, треба да знае и психички, и физички, и ти си му втор татко таму. Можеш да работиш на сите работи за да он да сване дека треба да биде голман. И сега голман, секој не може да биде голман. Некој си природно има дарба. Некој треба да со работа да му надоградиш некои работи што дето треба да ги сване и да почне да сваќа. И со работа се постигнува, може да постигне голем успех да биде. Само со работа, без работа ништо не биде. А мора да има тренер на голмани у секоја екипа. А вие кои работевте, како сега, ајде ќе кажем периодот ти Абазо кој бевте, па и тај период Данилов Методи, кога трениравте во Осогово, знам дека освен што ќе го одработевте тренингот, останувавте подолг период, можда половина час, уште посебно само вие да браните на тренер што си имаше задолжен со голманите да работи да шутира. Гледај, немаше тренер, тога и тренер беше и за прва, и за екипата, и со нас работеше Никола Божич. Добро. Тоа време, длго време немаше тренер на голмани. Ја у мојата кариера не сум имал тренер на голмани. Посебно да биде тренер на голмани и да работам, да ми кажува што е со него, колку он беше стручен и што, ама јас сум благодарен на него. И голема благодарност што јас постигнав успех. Може би не е ово успех за мене, може подалеку требаше да идам, ама ја па сум благодарен на Никола Божич со неговата упорна работа. Сакаше да направи нешто од мене. Јас сум работил по 4 сата на тренинг. Тоа ми беше зборо. Голманите по вас колку треба да работат дневно за да бидат нон-стоп у таа, како да кажем, добра кондиција за забранење? Па гледате сега, се си зависи од човекот. Ако сакаш да успееш у живото, ќе работиш малку повеќе. Ако не ќе, ако сакаш тај ранг да бидеш, со 2 сата, 1 сат и пол, 2 сата треба, ја мислам минимално треба 2 сата да работиш, ја работев по 4 сата.
ќе идам пред играчите 1 саат со Никола Боџич работиме, 2 сата со И играчите после и тоа. после му останував. Ако не со него, највише сам работил со Љубе Серафимов. Он имаше желба да се шутира, да се Слобод мајстор за надпреваруваме, слободни да удари. за се и тука доаѓаше на едно И на тени. и на тени меѓу него и мене, дали ќе ми даде гол, нема, и за него добро и за мен добро. И сакам да ти кажам дека ако сакаш да успееш, само што повеќе работа мора да успееш. Ја го една прилика да ти кажем искрено, кој работев за еден, ајде да кажем, јавно гласило за скок, тоа е пред период од 12-13 години. Не случајно го бе крстил Љубе, за Љубе имах еден фелтон работех и не случајно го бе крстил бомбардерот од Подосоговските планини. Мора да се сеќаваш и кога играш он за Рудар, дека кога играхме тука за куп знаеа да ви да дадат на Осогово по 6 гола, на кои што и вие сте биле на голо. Збореме или некој друг твој колега да прима 6 гола. Значи Рудар е секој пат имал добри играчи, а они тимтето што му е кумашину са биле мислам еден тандем. Меѓутоа тоа ќе го оставам ја за прилика кога Љубе ќе ми биде гост, бидејќи и со него разговарам, сакам преку оваа емисија едно представување на тие што нешто значи во кучанскиот спорт, да ги представам на нашите гледачи, кои многу мина не знаат. Многу мина не верувам од мајте дека да го знаат кој е Балдазаро, кој е Балда, слушнал за Балда, ама не знае, не да го види на улици нема да го познае, затоа што малку се измеша градова, меѓутоа тоа е друга една работа за друга дискусија. Следеш го Осогово колку толку, иако мислам многу редовно не одеше на надпревари, меѓутоа сепак знаеш колку да кажеш дека не те болет за клубот, бидејќи сакаш неговите резултати. Што мислиш дали Осогово ќе остане оваа лига, биде со оглед на фактот што се наоѓа во долната зона на испаѓање? Па гледај, јас не го пратам Осогово како напуштив, веќе не сум отидел да гледам. Ама онака имам информации, добивам информации како било, што било, дека кој како е повеќе информации добивам, сакам да за голманите да добивам информации како се бранили, кој е бранил Пероле, Пајчето ли е бранил, каков гол е примал, што е гол примал. Тоа ме интересира и тоа ме боле и ја мислам дека многу тешко Осово дека ќе остане. Оваа лига тешко. Сега одам редовно одам на тренинг со овие дечиња што работам и посматраме ситуацијата мислам многу лоша. Со овие деца мислам дека испаѓањето, дај Боже да останат. Дај Боже да останат. Само тоа дај Боже е голема работа, мислам дека многу тешко ќе биде. Балда. Многу тешко останувањето. Со тебе сум бил секој пат отворен на разговори, мислам и ти си бил према мене отворен, мислам не сме имали никакви замерки. Сега спомна една работа дека откако си излезел од клубот дека не си се поврнал да гледаш фудбал. Бар така ми кажа ти. Меѓутоа не е само случајите со тебе, тоа е со многу други случаи во градот. Дали не е едноставно така да те боле, да едноставно да сакаш да идеш да гледаш, така да те влече нешто како магнет, там си изгубил младоста, там си. Да збореме реално со Минов кој разговарахме, зборевме дека сите играчи тоа е преку Осово добија некои вработувања, дека тоа нели така не ли ви доаѓа мачнина нешто така да ве повлече натам како магнет да оде. Тоа реално вака збор. Па гледај, ја оти долго време сум у спортот, не да не ме влече, него што гледам работата у клубот, што се работи, како се работи, и ко бев, и после тоа што имам информации, изгубив една нада и да ти кажам и затоа немам желба да одам да го гледам Осово. И знам ситуацијата каква е у клубот. Се што се дешава. Се пред тоа што се е дешавало. Некои работи, многу работи не сум се согласувал со тоа што треба така да биде. Они тие работи се работат и затоа да ти кажам срцето ми е било тамо. Сакам да идам, ама викам повр да седам дома, ако ќе идам таму ќе се нервирам. Аз знам ја ситуацијата каква е. И затоа избегавам да одам, седам дома и после добивам информации кој што е, како е играл, Добро, друго е кој ќе види човек, друго се информациите кои ќе се пласира, зависи од кој го. Ја на пример да ти пренесам информација, може ќе ти кажам нешто што сам видел, ја за голманите не може да ти го кажам, може некој да ти си видел многу подруга некоја ситуација, тоа да не навливаме. Ево Лазо Балдазаров, тренер на Осогово, или Лазо Балдазаров е, ајде да кажеме,
успешен стопанственик, собственик на Осогово. Кои измени ќе ги направиш во Осогово и што би направил клубот за да излезе од оваа така зона? На кои чекори би се решил? Па гледај, тука треба многу работи да се променат. Добро. Може од Младинска школа. младинска школа мора да има. Да. Пионерска школа мора да има. Мора да се направи една стратегија добра, веќе ако сум ко веќе улагам, мора да се земе стручни луѓе кои треба да работат со тие категории на деца за да може да излават да има Осово да биде одскочна даска на секој добар фудбалер да може да иде настрана да играе. Ние тоа го немаме. Меѓу тоа го нема и регион. Нема го и регионо. Тука ја најдувам вина у фудбалскиот сојуз. На Македонија. Они некои Поставеност. Они имат луѓе само за тај дел, за Скопје И и за западниот дел. За овај дел источен Значи дел. не ги интересира само парите. Сега ќе ти дадам една ситуација за Тамер Јамаковски, он кој бранеше Да. Осогово. Па потоа у Астиво. Ова Стиво, мислам дека еден од најперспективните голмани што сам работил, имаше перспектива дека може да дојде до репрезентација. И мислев дека ќе дојде до репрезентација. Јавувам се голем. до 19 години, тогава беа Јонус и Владко Костов у репрезентацијите, му се јавувам на Јонус и му викам оти со Јонус се знам, ја ко бранев у Борец, он беше Куманов. не у Борец, ја у Велес ко бранев, он ми беше резерва ми беше значи, у исти клуб бе. У исти клуб бе, он дојде од Брегалница, ја отидов од Осогово и се знаеме. Соработка имаме и му се јавувам телефонски и му предложувам да го земе Тамер Јамаковски, да го земе за репрезентацијата до 19 До 17. до 19 години. Или до 19. До 19 години. Два пати му се јавив, третиот пат не сака да ми одговоре. Па добро, не, ти сега само си го понудил, не си кажал што ќе му испратиш пакетче со тоа, па тоа е позната сега, работа. пакетче нема, пакетче е детето што треба да иде, тоа е пакетче. Да. Она кој е паметен, она тоа дете ќе заработи. Се Тамер Јамаковски не е веќе голман. Голман е исто, бране мал фудбал. Мал фудбал брани, некој вработење, уштип. Може вработење, може сега Астиво се го тражели па да иде да бране, ама мислам дека нема да прифане оти со работата е врзан, а мал фудбал бране мислам дека сега ќе дојде до репрезентација. Имам информации дека треба да дојде до репрезентација на мал фудбал за Македонија. Дали по тебе е жално вака што згаснаени спортски центри како ајде фанам поред. Како Каменица, па наваму идам, па Виница, па Кочани, па Велес, Куманово, Пробишти. Брегалница улезе со тоа што се прва лига што си го купи прволигашко статус исто како сега Вардар што направи со Миравци. Они мислам од Локомотива го купија или од Алумина беше. Куманово, еден спортски центар што беше втора лига. Сега одем надоле. Каба едно Неготино со еден најдов, еден од како да кажам, перспективните леви крила што ги имал и Вардар. Еден Кожув од Гевгелија, еден Богданци, Вардарски. Па на Струмец, Белајци и Тиверија. Што по тебе треба да се смене нешто, се да заживее, бидејќи знаеме дека спорто многу мина ми замеруваат. Еден мој колега кажа дека не ги интересирале неговие резултати што ги постигат децата и му било чудно зашто ја бавам се со оваа проблематика, пишувам и обавестувам за спорто. Меѓутоа, мислам, ево, ти кажувам, што е по тебе, што треба да се направи за да заживејут и тамо ние трошихме цялата негативна енергија што акумулирахме туку цела недела. Па гледај, тие времиња не се враќаат веќе што са били пред 20, 25 години, 30 години, дека у секое село, у секој град имаше добар клуб со добри играчи. Една општинска лига со 14 до 16 клуба Кочани. Може да, еве ќе го земам пример, ајде Кочани. У Кочани што е имало 20 души играчи, да не бидеме птен, некој може ќе рече овај лутје,
Сега ние немаме репрезентација со такви квалитетни играчи. А па да не збореме за Кожув, да не збореме за Вардарски, да не збореме за Винице. На Винице имаше квалитетни играчи, па Борец, па Куманово, да тоа беа се овче поле, имаше добри квалитетни. Рудар Пројбиштип имаше квалитет добар. Тоа сега го нема. Има ли Македонија за крава перспектива фудбал? Не, нема. За длго време нема да има перспектива. Значи ние само залажуваме овие квалификации со само се залажуваме, со тоа е само да не кажем лош збор. Порода да кажеш што мислите, молим те. Перење. Не кажи. Натам не кажи. Перење на алишта ќе кажеме, ајде. Добро, ајде така да биде. За да успее сега да заживее фудбалот на овај крај, мислам ова источен дел на Македонија, треба да се појават добри спонзори кои ќе улагат и ќе се враќа. Они сакат, мислам овие што се големите спонзори сакат за кратко време да улага и да добие. Не може. Не може. Тоа треба да иде еден период да помине, да се работи и да се прават селекции, и од тие селекции се вадат добри деца и тогаш се што е уложено враќа се. А додека не или оваа агенцијата за млади и спорт не донесат некое решение, клубовите да може некој овие што се газди да го одземе со некои бенефиции да добие. Закон за спорт додека не се донесе. Така да се донесе. Ја мислам дека овај дел, источен дел на Македонија нема никој пат да заживее и нема да има фудбал. Така ќе се гурка тука, трета лига. И ние ќе се останеме на мообетите. На мообетите само овамо да бееме, намо да бееме. Добре, па секаваме се на други работи, убави. Убави работи. И тие работи не се враќаат. Мислам дека сепак минатото не одржува, може да бидеме реални. Треба долг период да дојде за да може да се стабилизира и да има и да се чека по 10 минути да се изваде карта за утакмица на Осово, да се гледа како што беше како што беше река на луѓе одат да гледат утакмица. Мислам тај период нема за долго време да дојде. Лазо, јас ти благодарам што беше гостин на емисијата. Мислам дека имавме едно така случајно едно кратко представување на твојата кариера, што можеме да зборуваме со емисии. Ги слушав твоите видувања за перспективата, за она што ме интересираше, па и за она општо за некои фудбалски прашања што ги начнавме околу постојањето на фудбал. Ти благодарам што беше гостин. Благодарам и на вас на поканата. Расположен сум и друг пат да ви бидам гост, ако имате желба. Да, мило ќе ми биде. Да бидеме у поголем круг, поголем состав, за да може да биде поинтересен, коментарите да бидат поинтересни. Фала многу и со среќа и успех да понатаму да ви. Благодарам. Почитувани мои, тоа беше Лазо Балдазаров, или ајде во кочини за мене, па и за другите познат како Балда. Мој вечерашен гостин. Се надевам дека ви беше пријатно да бидеме, еве и јас со вас и вие со мене, да бидеме заедно во овој период и секој со мојот драг и почитуван гостин Лазо Балдазаров. Ви благодарам уште еднаш, ве поздравувам, ви закажувам повторна средба во истиот термин следниот петок, а до тогаш довидување, да сте живи и здрави и се гледаме.